I like to move it, move it. 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 You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Почитувани гледачи и љубители на спортот, посебно на кошарката, здраво и добродојавте во третата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига, што е во заедничка организација на МТМ телевизија и Кошаркарскиот клуб Академија Баскет. Денешната програма ја започнуваме со 3 надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонија и Ѓорче Петров. Први настапуваат тимовите од генерацијата 98-99 кои го одиграа првото коло. Освен надпреварите од генерацијата 98-99 година, во продолжение на емисијата ќе го погледнете и топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова прво коло, а ќе дадеме и најава на тоа што не очекува следниот викенд. Чест да го отворат првото коло во генерацијата 98-99 година ја имаат тимовите на АБ Песталоци и Кошаркарскиот клуб Вемакос. За АБ Песталоци настапија Давид Трајков, Петар Наумовски, Димитар Чакар, Александар Балинда, Александар Пенчич, Филип Десковски, Јана Јосифовски, Филип Цветковски, Дамјан Блажевски, Андреј Аладжајков и Матеј Ефремов. Тренер на екипата е Марко Трајковски. За составот на Вемакос настапија Марко Настоски, Никола Мирчевски, Дарко Настоски, Виктор Илиовски, Тонио Симоновски, Димитар Митревски, Никола Здравковски, Саше Спирковски, Никола Славевски, Андреј Деловски, Алекса Алексовски и Андреј Манев. Тренер на екипата е Маријан Петрески. По почетното испитување на силите, до првите поени стигнаа кошаркарите на АБ Песталоци преку Петар Наумовски, но кошаркарите на Вемакос во следниот напад го израмнеа резултатот. Доста изедначена кошарка гледавме во текот на целата оваа четвртина. АБ Песталоци имаше водство од 6-3, но до крајот на овој период Вемакос успеа да намали на 6-5, со што го постави конечниот резултат на првата четвртина. Во втората четвртина кошаркарите заиграа подобро, ја подобрија реализацијата што резултираше со поени и на двете страни од теренот. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it. Сепак во тој сегмент од надпреварот подобри беа кошаркарите на АБ Песталоци кои со 13-9 го добија и овој период на надпреварот и на полувреме имаа предност од 19-14. I love how all girls are move them body.
Во третата четвртина од средбата не се случи ништо посебно. АБ Пестолоци имаа контролата на резултатот и топката и не дозволија Вемакос посериозно да им се приближи. АБ Пестолоци постигна двојно повеќе поени во оваа четвртина и разликата полека стана и двоцифрена. Со 12:6 АБ Пестолоци ја доби оваа четвртина и пред стартот на последниот период имаше предност од 31:20. Кошаркарите на Вемакос на секаков начин се обидуваат да ја намалат предноста на АБ Пестолоци. Ја симна негативата на -10 во средината на четвртината, но со серија поени кошаркарите на АБ Пестолоци брзо ја вратија стекната предност и до крајот на надпреварот ја задржаа истата да биде двоцифрена. Кошаркарите на Вемакос ја добија последната четвртина со 7:6, но го загубија надпреварот со 37:27. Кај победниците со 8 поени најефикасен беше Петар Наумовски, по 6 поени постигнаа Димитар Чакар, Александар Пенчич и Филип Цветановски. Кај КК Вемакос најдобар беше Тодор Петров со 5 поени, а 4 постигна Димитар Митровски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Лазар Публовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Во вториот и најинтересен надпревар од првото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 98-99 се сретнаа тимовите на КК Академија Баскет и КК Карпош Соколи. За кошаркарскиот клуб Академија Баскет настапија Александар Коларич, Андреј Димитриевски, Марко Стаменковиќ, Оливер Белјановски, Ѓорги Божиновски, Ненад Тодоровиќ, Иван Балов, Мартин Павлов, Димитар Тасевски, Миле Трајковски, Александар Стаматовски, Виктор Митровски, Бојан Јовановски и Марио Николовски. Тренер на екипата е Зоран Балов. За кошаркарскиот клуб Карпош Соколи настапија Виктор Славковски, Дамјан Николиќ, Томе Костов, Јане Билјановски, Андри Билјановски, Димитар Атанасов, Дамјан Зечевиќ, Андреј Маженковски, Бојан Петрушевски, Марко Милевски, Јане Джингов, Петар Касапов, Давид Гајдов и Димитри Павловски. Тренер на екипата е Горан Костовски. Надпреварот започна доста офанзивно од страна на кошаркарите на Карпош Соколи, кои за кратко време направија солидна предност. Академија Баскет, помалку изненадени од ваквиот старт на надпреварот, нема решение за играта на Соколи. Помалку и самите виновни за пропуштените шанси, кошаркарите на Карпош Соколи ја добија првата четвртина со 12:4. Во втората четвртина, кошаркарскиот клуб Академија Баскет ги консолидираше своите редови и во продолжение на надпреварот тие ја контролираа топката и своите шанси и обиди ги користеа за успешно да поентираат.
Со таквата игра, тие се доближаа до водството на Карпош Соколи и втората четвртина ја добија со 7:4, а на полувреме Карпош Соколи имаше предност од 16:11. Во третиот дел, серијата на Академија Баскет продолжи, а за поентирање беа задолжени Иван Балов, Бојан Јовановски и Оливер Велјановски кои го полнеа кошот на Карпош Соколи. Тоа резултираше со достигнување на водството на Соколи. Тоа и се случи, па така пред стартот на последниот период, кошаркарите на Академија Баскет имаа и минимално водство 21-20. Академија Баскет ја доби третата четвртина со 10:4. Со стартот на последниот период од играта имавме голем предуслов да гледаме уште поубава кошарка и борба до самиот крај на средбата. Четвртината мина во изворедна игра пред себе одбраната на двата тима, па затоа поени скоро и да немаше во оваа четвртина од играта. Промашувања имаше и на двете страни од паркетот, а стрелците беа тотално отсечени и добро чувани. Со таквиот развој на настаните се влезе во последната минута од надпреварот. По една акција, кошаркарите на Карпош Соколи поентираа и тие преидоа во минимално водство 22-21. По тајмаутот на Академија Баскет се организираше акција по која кошаркарите на овој клуб несмасно ја загубија топката и во продолжение на средбата не успеа да им ја одземат топката на Карпош Соколи. Со истекот на времето заврши надпреварот кој го добија минимално кошаркарите на Карпош Соколи со 22-21. Кај победниците со 8 поени најдобар беше Димитар Атанасов, 5 постигна Дамјан Николич, 4 Бојан Петрушевски, а 3 Андреј Маженковски. Кај кошаркарскиот клуб Академија Баскет најдобар беше Иван Балов со 6 поени. По 4 коша дадоа Оливер Велјановски, Александар Стаматовски и Бојан Јовановски. И во последниот надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Квиско Баскет и Илинден. За кошаркарскиот клуб Илинден настапија Филип Ангеловски, Стефан Митевски, Адриан Игњатовски, Филип Витковски, Иван Стојчевски, Мартин Стојковски, Никола Стојчевски, Димитар Тасевски, Бојан Трајковски, Антонио Ѓоргиевски, Никола Трајановски, Борис Атанасов, Мартин Маневски и Димитар Слезенковски. Тренер на екипата е Дане Ристовски. За Квиско Баскет настапија Марко Младеновиќ, Никола Димишковски, Мартин Дамјановски, Благоја Крстевски, Андре Серафимовски, Андре Бачваров, Даниел Србиновски, Тодор Петров, Алекса Алексовски, Кристијан Милошевиќ, Антонио Николовски и Тихомир Николов. Тренер на екипата е Митко Костовски.
Кошаркарите на Квиско баскет први го отворија резултатот со поените на седумката Благоја Крстевски. Кошаркарите пак на Илинден веднаш одговорија со поените и тоа на нивната седумка Филип Витковски. Во продолжение на првата четвртина кошаркарите на Квиско баскет беа единствените кои поентира, а Илинден немаше реализација до крајот на истата, па така Квиско баскет ја доби првата четвртина со 9:2. Во вториот дел од надпреварот гледавме поени на двете страни. Расположени беа стрелците во двата клуба, пред се седумките во Квиско баскет и Илинден, Благоја Крстевски и Филип Витковски. На полувреме Квиско баскет имаше позитива од плюс 10, 24-14. Изравната кошарка гледавме во третиот дел, а резултатот остана непроменет 12-12 за 36-26. Последниот период не донесе ништо посебно, па така кошаркарите на Квиско баскет, кои прва сезона настапуваат во МТМ Кошаркарската лига, стигнаа до победа од 48-33. Со 11 поени Благоја Крстевски беше најефикасен на надпреварот во редовите на Квиско баскет, 8 постигна Даниел Србиновски и Антонио Николовски, а 7 даде и Мартин Дамјановски. Кај КК Илинден со 10 поени најдобар беше Филип Витковски, 7 реализираше Иван Стојчевски, а по 7 коша дадоа Антонио Георгиевски, Никола Трајановски и Борче Атанасов. Јас сум Александар Стаматовски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Максим Митевски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Соколи, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Иван Балов од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Жиновски Ѓорѓиев од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарската лига. Здраво, јас сум Андри Становски од Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Маријан Николовски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Андреј Ангеловски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Соколи, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Андреј Димитриевски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Дамјан Зичевик, тренирам во Кошаркарскиот клуб Соколи и вие гледате МТМ телевизија. Јас сум Наско Борис и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Оливер, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова прво коло од новата трета сезона во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 98-99.
I'm slowly dying. Јас сум Тони Гачаров, член на ККМЗТ Скопје, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Димитар Мираковски, член на КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Драган Василов Цевка, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Јован Марковски, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следното второ коло од ова генерација на деца се игра на 17 ноември, а на програмата следниот викенд на 10 ноември се игра првото коло и во генерацијата 2000-2001. Почитувани гледачи, завршува денешното прво издание од третата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2012-13. Ова воедно е 41 емисија од стартот на проектот МТМ Кошаркарска лига, кој го започнавме во 2010 година во соработка со кошаркарскиот клуб Академија Баскет. Ние се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се пренесува на програмата на МТМ телевизија. Поздрав и не заборавајте да ги гледате и репризните изданија. I like to move it, move it. 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 You